Филип Каваев. Филип Каваев бил македонски гимназијален професор по македонски јазик и литература и бил фолклорист. Филип Каваев е роден во 1904 година во Струга. Основно образование завршил во Струга, средно во Охрид и во 1924 година завршил Богословенска учителска школа во Призрен. Во времето од 1924 до 1941 година учителствувал во многу села во тогашната Струшка, Дебарска и Прилепска околија. Во почетокот на бугарската окупација бил назначен за средношколски професор во Битола, каде останал до крајот на својот живот. Учителствувајќи од село во село, Каваев имал можност да се запознае со фолклорот во разни места. Собраниот материјал тој грижливо го чувал до последните години од животот, кога го депонирал во Институтот за фолклор во Скопје, така што во проучувањето на фолклорот на Западна Македонија е неодменлив. Во 1945 година бил назначен за наставник за македонски јазик и литература во новоотворените училишта на мајчин јазик во гимназијата Никола Карев во Битола. Во 1957 година дипломирал и на Филозофскиот факултет во Скопје. Во 1962 година, според тогашните закони, Каваев бил пензиониран на 58 годишна возраст. Покрај собирањето на народни творби, тој пишувал и книжевни дела. Уште пред народно-ослободителната борба, тој ја објавувал творби, песни и раскази во тогашните весници и списанија. Во 1936 година за објавениот расказ Прост рибар ја добил првата награда, а 1938 година на анонимен конкурс добил втора награда за учество со кратко прозно дело. Во 1943 година тој понудил драмски текст во Битолскиот народен театар, поврзан со револуционерната дејност и погубувањето на Ѓорѓи Сугарев. Објавувал написи во списанието Македонски јазик за зборообразувачките процеси, за етимологијата на посебни зборови и слично. Има објавено трудови и од историски карактер. Учеството на Битола и битолчани во Илинденското востание, според народните песни. Од објавените трудови, посебно интересни се тие што говорат за фолклорот на областа Гора и јазикот на горанците. Во 1961 година ја објавил збирката Народни пословици и гатанки од Струга и Струшко. 4450 пословици и 567 гатанки. Во 1969 година ја објавил книгата Битола, Бабам Битола, со 204 испеани песни за Битола, додека во 1972 година излегла од печат и третата негова збирка Смилево, славно во оган гори. Во 1961 година бил награден со наградата 4 ноември. Истата година бил одликуван и со орденот за труд со сребрен венец. Починал во 1974 година во Битола.
da